Почитувани професори, постојат ли потемелни лекции од оние кои сте ги научиле од учениците? Почитувани родители, постои ли попрактичен начин од уметноста за да си ги ослушнете децата? Почитувана Ваша ексцеленцијо, постои ли поточен ултразвук за заедницата од полноста на една сала? Почитувано општество наше, постои ли подобро превоспитување за тебе од она изведено низ игра? Почитувана режио, постои ли умешен начин да ја одзумираме реалноста од неколкуте оставени метри од сцената до публиката? Почитувани правди, ако веќе дзиркате под превезите, забирате и зад овие црвените завези, постои ли пореален начин да научите како се чита Канторот? Почитувани ученици, постои ли подиректно разбивање на текувањето од пораките изглаголени во секое движење и реплика? Деновиве подкожно ни се прикрадоа големи гордости и радости, кои се распукаа во конфети и огномети во нашите срца, ки одбележа двоен юбилеј. 80 години од постоењето на гимназија Гоце Делчев и 15 години од постоењето на драмскиот клуб под раководство на Сонја Тодоровска. 15-те години и 17-те изреализирани премиери имаа моќ да освестат, да одважат, да оплеменат. 17 пати десетици детски раце трепереа и леводесно движејќи се зад сцената преповторуваат текстови. А накрај сепак успешно се фатија во линијата за завршно поклонување, кое освен аплаузи предизвика и раслојување, расчовечување, преиспитување, несвесно брусење и вообличување на општеството и лисици кои понекогаш самите на себе си ги ставаме. Предлагам да се нурнеме во времето и да проследиме како заедно растевме и се сребавме на сцената. Благодарам. Потреба од слушнатост за која училишните клупи беа тесни и која бараше поголем подиум. А завршуваше како најубав спомен од средношколскиот живот, од силни аплаузи, од украдени мајстории на театарскиот занајот. Завршуваше како реченица од типот: се сеќаваш ли кога ненадејното смење ти ни ја прекинеше репликата, а ти ни го продолжеше муабетот. Кога пробите траја подолго од денот, а пократко од желбата да останеме уште. И тогаш стотиците празни седишта во салата изгледаа далечни, недостижни, изгледаа како да го утаат. И тогаш ги приграбуваш рака под рака стравовите и се спријателуваш со нив. Тогаш сваѓаш дека можеш. И тогаш рамињата кои носе училишни чанти турнаа грудка снег по удолница и создадоа ткиво на визионери со незапирлива локомоторна моќ. Започнавме со Господја Авганистанка и кој е овде луд 2011 година. Потоа се ниша
sadistički umovi, story time, moje, tvoje, ničije, lunatik, koliko čini promenata, long play od Goran Stefanovski, crnila od Kole Čašine. V 2015 godina je izvedovme je do razbiranja modelov, so koje nastavili na ta v Kočani i osvojili nagrada za tekst, režija i ženska uloga. V 2016 godina je izvedovme ribarski kranici, so koje povtorno nastavili na ta v Kočani i na međunarodni festival v Trebinje, Republika Srpska, kada osvojili nagrada za režija i glavna ženska uloga. Potom sleduva Radovan III, Pacijent broj 136, Hotel Krik. V 2022 godina je izvedovme Naša Koštana, kada su muzika i igra i osvojivme srca da na publikata. Dve reprizi i nastav na festivalu v Zemlju, Republika Srbija. V 2023 to i moje srce čuka za tebe. A danes, po 15 godini od prvata predstava, za vas je izgodvivme Krv ne je voda. Vse do toa pod dirigentskата палка на професорката Сонја Тодоровска, која имаше трпение за нашите доцнења на проби, за смејувања и грешки. Заедно пронаоѓавме нови космоси во прашината под рефлекторите. Пронаоѓавме музика во крцкањето на дрвениот пот на сцената. Се пронаоѓавме себе си во ликовите. Ги пронаоѓавме ликовите во себе. Ја глумавме сегашноста. Ја сегаштвувавме глумата. Ја воспевавме младоста. Го младувавме во успевот. Ја живеевме сцената. Ја сцениравме живачката. И особено сме горди што од овие представи произлегоа актери, режисери, професори по драмска уметност, но и големи, честни и добри луѓе кои знаат дека само оние кои се доволно луди да мислат дека можат да го променат светот, успеваат во тоа. На голем дел од сликите, дури и со голо око, можевме да ги изброиме пикселите. А тие, како со решетки, ги чуваа меѓу себе пријателствата и љубовите, кои токму тогаш настанале. Само довербите, кои токму така се изградиле. Спомените, за кои не знаевме дека се спомени, додека ги живеевме. И сето она што ја составува фразата стари, добри времиња. Особена благодарност до Анастасија и Марко Трајковиќ за посветеноста и ангажманот, како и на Мила Димовска за текстот и режијата на оваа представа. Во продолжение, уживајте во Крв не е вода, каде што заедно ќе ги толкуваме меѓугенерацијските судири. Помеѓу она што го покажуваме и она што го криеме, постои едно место. Вечерва, таму ќе се состанеме. Оставете го денот зад себе. Заборавете на обврските кои ве чекаат утре. За светот надвор, заплеткајте ги трепките. За оној внатре, расплеткајте ги мислите. Нека денес, во секоја прчка и црта на лицето на ликовите, заживее она, малата, гоцевата цртичка меѓу годината на раѓање и умирање на надгробна плоча. Нека светлата се изгаснат, а уметноста нека разгори.
деца. Што е? Делови Димитрија.
Пари ќе да знам јас за тој. Јас само едно знам. Još еден пut ќе ја прашам па да размисли. Ако па каже ме, ќе су тема, па ме, не ќе му. Петро, жива! Остави да треба ти е. Оди на вечера, да се скрие да за таска, сирам за човек, жива за Момче, што правиш пред неки? Абе ќе го разбудиш ѓавол у njega. Па знаеш, дивната тунел не няма клучот како е направена. Знам, и бош сакам овој мирис да разбуди. Да види он како негов примерен син, е само да плаче тоа мето што ми назвало пред вас. Добро, сине, не викај многу, не зајди и бистрица, погледи на што личиш. Ајде, оди пред мене. Иди. Абе, Allah da diye, nije što ga nosi. Vi izmeđajte na što nosi dosta. Pa vidite, se zbodi
кажеш? Šta работиш бе ти? Бас се цвеш от нас министра на култура. Што да работам? С година глотам кнеде. Мене душа ми е поделена на два дела. Ето на тој, таму некој далеко. Пратимо ги идеме да не живи како нас, а види нас. Стефан, Андреја. Деца ми ни нема на славу. Но што, кажи ми, ти има ли полоша војна? Нека дојде војна. Нека војна дамно ми душа. Како што се разбира? Але ви спремна ручак е да рече враđija. Успаја се. Да ме да заспира. Све е ветко. Даде! Мој ми се дераш. Слава Богска. Ке върне. Чакай ги закачи тия шашаки на свеча. Съм младата, съм посечена на две. Главно, защото
цар за кров, да не правим моят бед. Само ще ме трепа на глава, да кажи свети Илю и за той. И за той и я, като твой брат, реши да ти ги лъснук и да го продаваш. Такова ме Марио! Па знам ли си да ме не но видиш да личи! И къде да съм се мълча! Извините, да се сърбуме, че що кажа, що се продая? Тяло се не вика, я ще измаря за сега, ти кажа, я ще Марио сте пати! Седи тамо, личи да не луча паджик да ме пише. извини, не мислиш нищо лошо. Стресна се! Како ми още нови панталони от солно лесни, а първ път облечени ми. Па и моята дядка Настасия не ми накажала, ако ми смотана
Го прво, ти пазиш на том на твој смен. Ја те изразна да видиш Господин, а не кочијаш или го летуеш ми. А да во второ, куде ти се со ова? Абе, кој е овој? Ја можда пил. Ми е у главу поласно него на мала трезна. Еве, ја се шутуjem, пил, седи доста деца, не се разправи ти би. Помче сина на мој. Нека да се расправljam, само да прашам. Тачно ми е, тој те свеќа чудо свуде, да ќе го продаваш кучу. Абе нема ти што да се прашуе, моје си. Помче сина на мој да се расправljate пијанци. Куча не е само твоја. Абе, док сам ја жив, си е моја. И не ми соли памет. Ја мислеше дека барем малце ќе имаш совест. Дрвен путаш док ќе ме послушаш за нешто, ама ништо. Издржаја сам се. Излужаја се. Ајде, дели време ја од свако тику семке да зимам. Ај, доста! Ја своје си да кажа. Бог ми сме нема да кажа. Абе, куде беше кога овај куќа се срушило пола? Тата сам го изгради. И изводила стана, гледа. Гледа. Да се продава и крај! Живот ти за последен пут. Ако го порадеш овој кучу, мене, гледа да видиш беше. Помче? И мене! Предомисли ме, значи ми се да оттечем. Ево да се заврши
Ајде!